Кај 70 до 80% од угостителските објекти имало огромни неправилности. Владата крои акцијски план за да прогласи мораториум за да се отстранат сите тие неправилности за оние кои сакаат да продолжат со дејноста со која што функционирале. Премиерот вели дека се работи за пракса која постоела со години наназад. Училиштата, градинките, спортските сали, домовите на културата, јавните установи не здржавава се безбедни. Досега биле исконтролирани 90% од нив, а надзорите се уште траат, информираше председателот на заедницата на единиците на локалната самоуправа Орце Ѓорѓиевски. Општинските инспектори во соработка со државните инспектори се на терен и ги чешлаат кафулињата и рестораните. Кај оние каде што биле воочени неправилности, биле дадени опомени да ги отстранат во период од 1 месец. Најголем дел од прекршителите биле угостителските објекти со проширени тераси. Следни наред се и станбените згради, каде што најголем проблем е тоа што немаат хидранти, црева, олеснат пристап до алтернативен излез и друго. Во над 90% од случаевите се извршени инспекцијски надзори во сите училишта и градинки, во останатите мал број на проценти во моментов се вршат надзори и ќе бидат завршени многу скоро. Ние како општини дадовме препораки и нашиот инспектор во наредниот период ќе стапи нашите инспектори ќе стапат во комуникација со сите оние управители на стамбени објекти да си постапат по забелешки кои што ќе ги утврди нашата инспекција. Тука главниот збор го има ДЗС, која што треба да постапи во делот на хидранска мрежа, ПП апарати и се она што представува безбедност во зградата. Не е тајна дека општините кубурат со инспекцијски кадри. Поради обемните контроли, тие меѓу себе си ги позајмуваат инспекторите. Има општини каде што нема градежни инспектори, а ретко која општина има и инспектори за домување. Проценките се дека во цела држава има недостаток од 40 на градежни инспектори. Ѓорѓиевски вели дека ќе направи притисок до Министерството за финансии овие вработувања да се реализираат. Една од темите која што ја разговаравме со министерката беше согласности за вработување. Јас споменав, ние и во минатиот период имаме позитивна пракса. Со колегата од центар позајмуваме, ние им позајмуваме градежен инспектор. Во минатото колегата од Ѓорче ми позајмува мене градежен инспектор. Јас сум Кисела Вода, една од ретките општини што имаат инспектор за домување. Па сега во наредниот период и ние ќе позајмиме и инспектор за домување. На критиките дека локалните власти не ги контролирале објектите пред да се случи трагедијата во Кочани, Ѓорѓиевски вели дека тоа не е точно. Редовно се проверувале училиштата и градинките. Инаку и покрај тоа што истекува 7 дена, на жалост, во ЗЕЛС донеле заклучок до сите градоначалници да ги откажат јавните забавни настани кои биле планирани од страна на локалните самоуправи. Еден од предлозите е во чест на младите лица кои ги изгубија своите животи да бидат засадени дрвја низ државата и на тој начин да се одаде почит кон нив.